браво, Мери, јас мислам кадарот, видите ме мене, ја тука водител на утринска и Мери секоја чест. Сакавме да го покажеме тоа пред нашите гледачи, нормално твојот талент. Джабе нели збориме ако не видиме визуелно. А јас застанав до тебе само за да те прашам, затоа што ти ми кажа на доста интересна информација пред да почнеме дека костимот кој што го носиш е создаден од тебе. Ти си го направи? Сите мои костими. Сите? Апсолутно сите костими. Ти треба малку да здивнеш, кажи ми, јас веднаш се фрли во ваквата, во студиото. Сите мои костими ги изработувам сама, со помош на мојата љубов. Там ми ги црта, јас ги шијам. Леле, преубаво. Колку време треба да се изработи вакво нешто? Па, овој точно имам 2 месеци. Го изработував, да. А од каде црпиш инспирација? Претпоставувам од интернет? Да, од интернет сама нешто, затоа што не можеме све од интернет дупло да направиме, така да од прилика нешто идејата сепак е од таму. Значи сега сигурна сум дека жените кои што те гледаат прашуваат добро какво тело, мислам стомачни танци, претпоставувам нормално се, меѓутоа дали не знам вежбаш нешто друго, пазиш на исхрана или само тие од активностите кои што ги имаш? Не, воопшто не пазам, си танцувам. Секојдневно, пошто и со тоа се бавам. Да, така да се е на мене. Природно. Машала, како ви кажат, машала. Добро, ние ќе излеземе сега од овој дел на студиото, ќе се придружиме на нашите гости. Бисарче, повели доколку имаш нешто прашање да поставиш за терапија сме сега сите. За терапија. Добро, излегуваме ние. Излегувате вие, ќе се вратиме тука на оваа страна. Да, Мирија видовте како танцува, таа е државен првак во танци. И во живо успеавте да видите како изгледа да се танцува. Ќе ни кажа Мери да се пресоблече, ќе ни кажа Мери и како настапува, каде настапува. Ние ќе се вратиме кај Владко. Владко, после ваков танц сакаш да ни отсвириш нешто? Мислам дека не знам дали има потреба воопшто. Има потреба нешто да слушнеме весело, ајде нешто да ни отсвириш. Еве една моја песна. Нешто весело. Еве една моја песна која што ќе излезе некаде планирам август, поради тоа што сакам да биде актуелна за денот на независноста. Оваа песна се вика Име ти е Македонија. Може. Векови ми се потребни, тебе да те опишам, земјо убава. Име ти е Македонија, таму кај што изгрева сонце топлина. О, запеј ти, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. Битола, па и струмица, твојата историја не се менува. Патува кон Гевгелија, таму кај што израсна да си живеа. О, запеј ти, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида се до Триглав песни да се пеат силно за тебе и за твоите полиња. О, запеј ти, земјо мила вечна си, ти си била секогаш моја радост, мојот дом. Од Охрида
се до 3 глав песни да се пеат силно за тебе и за твоите подија. Браво, значи многу на музика ја удривме денеска. Сакам да го прашам Дарко да има нешто музичко, некој талент, нешто да изненади. Не, нема музички. Добра, имам и некој кој што не е музичар. Супер, Валдера, феноменална песна, морам да ти признам, јас мислам дека минатиот пат кога бевме заедно, ти пееше и баш бев вовдушевена на колку се вложуваш во тоа што го правиш. Мислам тоа и поентата на се што работиш, да го сакаш, да ти доаѓа од срце, кај тебе тоа е многу видливо, ама и не само што е видливо, туку и се слуша и се чувствува. Така да секоја чест. Благодарам. За ова. Би сакала да го прашам Дарко со оглед на тоа што не знам дали спомнавме на почетокот, во вашата професија вие работите многу со странство, нели, што е супер, нели, со Австралија, Америка, мислам дека и Валдера го кажат, а вие имате многу сличности всушност. Кажете ми, работите и со клиенти од Македонија. Вака ако зборуваме за предизвици, еве нема да ги кажам проблеми, се согласувам со ова кој што го кажа Валдера, кога станува збор за различноста на предизвиците. Која е разликата помеѓу нештата со кои што ние македонците се соочуваме, а на пример странците зашто најчесто се жалат, еве да кажем, или кој е нивниот проблем? Мери, hello. Кај секој клиент е различно. Секако постои разлика генерално. Кога работам со клиенти од странство, кои што има повеќе клиенти од Америка, од Европа, од Австралија. Претежно, значи, клиентите кои што се соочуваат од странство, они се порелаксирани, не се соочуваат со финансиски потешкоти, да кажеме. И они работат на други проблеми. Меѓутоа, кај нив... Што ги мачи нив? Кои се нивните проблеми? Најчесто со што се соочуваат клиентите од странство, значи они се чувствуваат често пати осамено, имаат проблеми со релациите и често пати, одно што највише го работам, имаат проблеми со доследноста. Меѓу доследноста во однос на поставени цели, во однос на начин како да го исполнат времето. Значи не станува проблем во однос на финансите, како да го везат. Како да заработам повеќе пари? Така, туку во аспект како да го искористам повеќе времето, слободното време. А за разлика од странците, македонците? За разлика од странците, македонците, пак ќе кажам, тоа е индивидуално. Кај секој ние сме повеќе целно ориентирани, повеќе имаме помалку време за тоа што повеќе сме насочени кој работа, па го оптимизираме времето. Значи немаме толку слободно време, различен е пристапот и различни се потребите. Секако кажавме дека пазарот кај нас во Македонија, односно насоченоста се уште во подем. И често пати доаѓаат клиенти кои што стварно имаат потреба кои што треба да работат, меѓутоа во странство тоа е повеќе како еден тренд. Знаете, они си имаат посебен психолог, посебен коуч, посебен... Коуч они го викаат така, иначе тренер за личен развој. Тренер, да, пошто коуч е генерален израз кој што ние го имаме така прифатено и кај нас се користи поимот. Да, се користи така. Се користи поимот коуч, меѓутоа тоа е прифатен, немаме буквален превод. Превод може да биде тренер за личен развој. Значи, сакам да ве прашам, извинете, кажавте дека работите многу за луѓе со ниска самодоверба. Имаме ли ние генерално вака македонците, се зборувам на наше тло, нели? Нема да одиме во странство. Да. Имаме ли ние проблем со самодовербата како народ? Да, имаме. Ја мислам дека според мојот пристап, нели, генерално самодовербата е едно од елементите на личниот развој со кои што ние треба да работиме, мислам. И како поднебје сме такво, и тоа малку се отвараме. Сега кога разговараме за самодовербата, често пати идеме кон генерализација, значи викаме немам самодоверба. Во пристапот
Јас што го имам, значи, секогаш сакам да ги насочам клиентите на конкретно. Немам самодоверба во која област, немам самодоверба. Не е дека општо се јас во ништо немам самодоверба. Несвесно, значи ние мислиме ја немам самодоверба, меѓутоа кога ќе ги разгледаме подетално работите, например имаме човек клиент кој што има самодоверба, кој што постигнува многу добри успеси на професионален план. Меѓутоа кога ќе дојде во однос на комуникации, приватен живот, релации, тогаш нема самодоверба. Сега ако идеме, ако он трне со идејата, односно со ставот, јас немам самодоверба, он се блокира себе си. Меѓутоа, кога ќе дојдеме, кога ќе дефинираме точно, јас немам самодоверба во приватниот дел, значи тогаш што сосема друг пристап, тогаш што знае дека он во еден дел има самодоверба, меѓутоа можеме да работиме за, значи конкретно за која работа. Работа и само работа, како викаат, мора. Тоа работата на себе, мисламе, за цел живот. Работа и активност, значи мораме да, значи преска кога кажавме треба да излеземе. 80% мислам дека од успехот е да се појавиме. Значи не можеме само да мислиме дека мора да бидеме совршени за да се појавиме. Тоа барем јас сум го почувствувала. Тоа е точно и тоа не е само кај нас, значи претежно дали тоа го имаме стекнато како уверување, секогаш чекаме да бидеме совршени и да бидеме спремни за нешто. Да бидеме спремни дур да почнеме да се пројавуваме во јавноста. Мислам, и јас го имам тоа како елемент и мене ми требаше долги години да се спремам, да се добучам за да можам да се пројавам кај пред јавноста, меѓутоа тоа не го сметам, го имам искусено. Некој уверување. Дека всушност не е така, тоа е уверување. Значи подобре да се пројавиме и да работиме со работата, да му дадеме ново искуство на нашиот нервен систем, како викаат. Ново искуство, да, секој искуство е ново и да учиме од искуството, па макар и да сгрешиме. Нормално. И тоа е искуство. Меѓутоа ние го гледаме тоа така, ние го гледаме катастрофа направив, грешка. Ништо не направив. А всушност, значи, тука малку нели до уверувањата кога работиме, например, некој ќе рече јас не сум доволно добар и затоа не се појавувам. И сега пак ќе идеме со разговорот. Ја не сум доволно добар се уште. Значи, даваме нели можност да се развиеме. Да се развиеме. Ако кажеме не сум доволно добар, тука завршува приказната, значи не се трудиме, немам самодоверба и се блокираме, автоматски се блокираме себе си и не си дозволуваме да истапнеме напред. Да растеме и да се развиваме. И да се развиваме, да. Што е основна карактеристика на човештвото, на човекот. Ете така. Затоа ни треба дали терапевт, дали коуч, што викаат американците, или тренер за личен развој, затоа што навистина таа инвестиција во себе, јас барем така викам, пошто инвестиција во себе останува за цел живот. Јас би сакала да ги споделиме фотографиите од Мери. Мери веќе се пресоблече, мислам нормално нема да можеш да седиш вака, а меѓутоа Мери комплименти уште еднаш, навистина феноменално изгледаш, феноменално ја работиш оваа работа и тоа кај тебе многу се гледа, кај Валдера ако се слуша. Кај тебе се гледа, секоја чест, мислам затоа си таму каде што си. Би сакала да ја замолам режијата да видиме и некои фотографии, па ако може Мери да ги прокоментираш, затоа што навистина имаш многу настапи позади тебе. Убав живот имам, да. Ма секоја чест уште побоа да ти биде, алал да ти е, такви гости се врати субаво. Ова е последниот настап, тоест јас сум дел од кабарето Еуфорија. Ова е секоја сабота идеме во Гевгелија во хотелот Фламинго. Ова е дел од настапот. Кај што настапуваме сите. Сега овие се сите уметници. Глумци, пејачи, балерини. Преубав е настанот. Ова се одржува секоја сабота во Значи, би сабота кај ќе одиме. Може. Да. Инаку поздрав до сите нив со мојот менаџер Жаре Бербер. Му благодарам што ова го направи, да имам верба дека се уште можам да се појавувам на сцената, искрено ви кажувам. Многу голем чекор за мене во мојот живот, така да веруете дека секој што бил во мојот живот, Драган Вучич, прво со него почнав, потаму со Ферус, па со Зоки Фаци, значи сите тие јавни личности кои се многу јаки бизнисмени, знаеа
каде да ме спроведат. Мислам да те продолжам насочат, да, да ме браво. насочат каде треба јас понатаму во животот, така да благодарение на нив и на самата себе Така е. што сум денес кај што сакам да бидам. Ова е Кои се овие дечки? овие се браќата близнаци што сега се многу актуелни на TikTok, на хајп ги следат веројатно. Не сум многу по мрежите, меѓутоа требаше да се сними лани спотот Шеки Шеки што беше со Вики, девојката што е многу популарна, меѓутоа јас почнав со друга работа, не можев, така да ете имаше прилика сега пред некој ден да снимеме TikTok кратко видео со нашто излезе многу гледаност. Што и тоа беше целта, нели, за нив, за младите. и Јас ја имам промоција. кариерата, да. Меѓутоа за нив е убаво за напред, а и секако и за мене убаво искуство, зошто да не. Како не? Ова е за мојот роден ден. Мене ми е роден ден 4 јануари. И мојата љубов ми рече, ај ќе излеземе, вика, земи костим. Аха. И ја викам, каде ќе идеме, роден ден ми е? Вика, ти само облечи се. И ми направи изненадување, ова беше во Струмица, таму гостуваше господинот Миле Китич и таму настапував со него. Без да знаеш. Ете така, да. Браво! Баш Преубав изненадување. настан. Еве го Ферус. Ова е новогодишна програма. Јас секоја година идам на новогодишна програма во Balkan Music TV. И секогаш сум присутна, еве многу години веќе. Ништо и кај Сум нас ќе те таму. вика. Па секако да, тоа е многу убаво кога има прослава и тоа е не? мојата работа, да. Супер. Тука. Па, Јас ги видов фотографиите вчера, да ти кажам, и баш ги ставив овие затоа што не знам, и јас го имав истото што се викам леле. со нив многу убаво време поминав. Идејата беше како јас ги запознав. 15 години кога правеа концерт, јас имав нормална работев и им пишав на извинете, ги гледав на концертот, бев и викам кога се случи усвари кога ја пеа песната онај од Шутка и викам како не сум, викам ја на сцената, зошто не сум, зошто не се потрудив да се јавам, да побарам некој. Да. Меѓутоа реков следен пат ќе го направам тоа. И што се деси една недела пред концертот, му пишав на групата пишав и баш Панчо тогаш ми врати и ми рече не знаеме како ќе биде идејата, добра идејата, меѓутоа треба да се со сите да се договорат и потоа се јави некој ден, како 2 дена пред концертот, на 20-ти концерт, да, и ми рече дојди на проба да видиме што ќе направиме. И онда проба имавме и следната вечер, 20 години кога има концерт, јас настапував на цела Македонија беше. Значи тоа беше огромна публика што заслужува, мислам, преубаво беше. Сега како што кажуваш, уф. Преубав настан, благодарение исто и на нив. Јас многу постојано идев со нив и без да бидам поканета, идев приватно да ги гледам. И они секогаш на сред пење ми кажуваат дека ќе продолжиме и ќе дојдеш со песната. Никогаш не направиле да не можат. Секогаш биле тука за мене. Сме се слушале, исто и за спотовите сега што ги имавме, Чаршија исто сум дел од спотовите. Многу спотови сум била на нашите, мислам на нашите македонска страна, да. И на многу прослави, вака како што гледам по телевизија. Исто и ова е исто новогодишна. Повеќе сум на новогодишни програми. Кога луѓето најмногу слават, ова е со Игор, Пауза за ракија, третиот дел. Тука исто ме има на една песна при крајот. Исто многу убаво. Секој пат е убаво, секој пат се различни луѓе. Леле Драган Бучи. Мојот совршен човек. Да, наш бивш колега, човек со што јас го запознав кога почнав во Канал 5. Драган, легенда. Каков човек нема таков да се роди никогаш во животот. Нема, он е единствен беше за мене. Мојата кариера така почна. Благодарение на него, уствари јас почнав на телевизија и само доверба ми даде за да јас го тргнам превезот, идам на надпревари да идам и да настапувам јавно и да идам по телевизии секаде. Ова исто пивофест со ДНК, да. Исто така. Редовно си ги пратела сега. Да, постојано. Па добра беше идејата од онај од Шутка, убава беше идејата што во вклоп дојдов со нив. И така да секогаш кога имаше настан, дури и тоа последното што требаше да бидам таму, јас душата моја, како да ви кажам, осеќав дека нешто ќе ми се деси. Постојано неколку месеци викав дека нешто ќе ми се деси. И баш таа вечер јас бев на работа, не се сменив баш таа вечер и на куќа бев таму со нив.
Така да, не требало да биде. Да. Пошто постојано идевме, сегде шетавме, и бевме и на пивофест, нели, Марија Шерифович бевме заедно. Да, сегде идев со нив, постојано. Судбина, како ви кажат. Да. Има такви судбини. Ајде од Така Валдера било да ги пишано. видиме фотографиите, режија, ќе ве замолам неговите фотографии да ги подготвите, да видиме што тој ни пратил, да ги искоментира. Повели Валдера. Ова сум јас на Макфест годинава, мислам што беше, ова е во октомври. И интересното беше што наставував прв, имав таа среќа да го отворам уствари фестивалот. Браво. Јубилеј беше, да. И јубилејно, нели, 40 издание. И имав, памтам дека имав многу трема, бидејќи поминаа долги години и нели живеев во странство и секој се вратив онака ептен на музиката и имав трема на настапот, знам дека Не бев прв те ставиле. Имав и трема, да, ама окей, протнавме некако се. Помина. Помина, да. Добре. Ова е во Прага, со мојот добар другар Никола од Кафе де Анатолија. Се одлучивме да ја посетиме Прага за мојот роден ден и еве ме шкрапнал тука во моментот кога ова е на плоштадот, веројатно. Спонтана слика. Спонтана, да. Ме шкрапнал, еве поздрав голем до Никола Илиев, Никарт, голем пријател мој, најдобар другар, си соработуваме ние и на музички проекти, нормално. Ова е во Богданци, градот на ветерниците. Ова е мојот роден град. Значи има отприлика околу, не знам сега колку беа, мислам дека се 16, а може и да се повеќе, не ме фаќајте за збор. Треба да си одам дома да ги избројам ветерниците колку се, меѓутоа огромни се. Ви советувам доколку поминувате покрај Богданци да ги посетите ветерниците, огромни се. Ова е Јулијана до мене за новиот спот Милион звезди. И кој што е неодамна излезе во соработка со господинот Григор Копров, кој што се потпишува како автор. Браво. Ова е мој настап во Гевгелија, во Хотел Аполонија, мислам дека беше ова. Да. Мислам дека беше денови на македонска книжевност, каде што настапувам тука еве со гитара. Целиот во бело. Цело време си во бело. Вака чудно Сега кога се гледам црно, па од во страна. бело. Друга боја нема. Ова е една фотосесија што ја правевме со мојот асистент Борче Пелтековски, диџеј Борче, голем поздрав до него. Ова е господинот Григор Копров, веројатно најголемиот композитор на сите времиња во Македонија. И со него си напишавме една песна. Ова е исто на Макфест, да, моментот кога настапувам на Макфест. Кога имаш трема, ама не се гледа на фотографијата. Не се гледа, веројатно, да, се трудам да изгледам кул, ама од наочарите не гледам ништо, пред мене кога удрија 20 рефлектори, бев буквално слеп, не гледав ништо, сериозно. Последната фотографија е, не знам, веројатно сме излегле некаде на кафе шема, па се правам нешто фраер, да изигравам некој мангуп. Инстаграм шема, нормално. Добро, ти благодарам многу за фотографиите. Ајде да ги видиме за самиот крај фотографиите на Дарко режија, доколку се спремни и Дарко ни прати нешто. Повели Дарко со ваш коментар. Благодарам. Ова е фотографија од Виена. Тука се сретнувам со еден клиент со кој што работам долги години. Знаете, кога работиме со странство, малку и поретко е доживувањето се сретнеме со клиенти и да подискутираме по едно пријатно искуство кое што го имав, успеавме да се организираме, да се видиме. Ова е за време на новогодишниот базар, тоа е 2025 кога бевме со семејството во декември. Па и се пишува на фотографиите кој каде, значи да се знае. Да. Ова е исто фотографија од Виена, од Белведере. На сликата сме јас, сопругата и помалиот син. Убаво доживување исто од тој период. Така, мислам дека има уште неколку фотографии од патување, мислам, прочем сите се од патување. Сите фотографии се од патување со семејството. Тоа е време, шетаме да посветуваме време на себе и креираме позитивни искуства. Ова е фотографија со мојот брат. Исто е тука сме во Банско, исто шетаме. Не, тука бев повеќе службено дојден, значи имав закажано средба со клиент кој што беше дојден од Израел.
Така да, значи, јас имав завршив работата со него, па потоа помина време со брат ми. Ова е слика од матка, значи имаме викендица каде што често го поминуваме слободното време. На сликата сме јас, сопругата и моите два сина. На фотографијата постариот син го прославува 18-тиот роден ден. Овдека сме јас со постариот син исто на матка во слободно време, кај ја кариме. Браво. Тоа е убаво доживување. Браво, мислам дека има уште режија. Ова е од слика од Сахара, кога бевме во Тунис, едно убаво доживување кое што го имавме ретко кога, нели, едно од ретките доживувања кое што, нели, на Сахара бевме пустина. Не се оди секој ден во Сахара. Сосема различно искуство. Супер. Супер, да, баш ми е драго. Оде некаде мора да го заокружиме и ова. Ви благодарам многу за фотографиите, ви благодарам многу за гостувањето, ви посакувам се најдобро. Дарко, гледачите ве заследат на социјалните мрежи, како сте подпишан? Да, присутен сум на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, личен развој Дарко. Така ми се вика страната која што водам. Значи, кој е заинтересиран за работа, слободно може да ве најде таму. Да ме контактира. Така е. Мери, ти благодарам многу и на тебе, прекрасна беше, сега ќе ставиме нешто на Инстаграм. Убава кариера, ти посакувам и да се видиме повторно. Благодарам на поканата, така. драго ми беше. Поздрав до вашите гледачи и поздрав до сите оние кои што ме поддржува овие долги години. Така е, Валдера, ти благодарам многу и на тебе. Продолжи да сјаеш. Благодарам многу и на вас. Ете така, почитувани гледачи, останете на програмата на Канал 5, се враќаме за кратко.